Денеска православната црква ги празнува светиот Епифаний епископ Кипарски и светиот Герман патриарх Цариградски. Светиот Епифаний епископ Кипарски роден е како евреин, но увидувајќи ја силата на верата Христова се крстил заедно со својата сестра Калитропија. Во својата 26 година се замонашил во манастирот на светиот Иларион. Подоцна основал посебен манастир каде што се прочул по цела Палестина и по Египет поради неговото подвижништво, по духовната мудрост и по чудотворството. Бегајќи од славата човечка се оддалечил во Египет. На патот се сретнал со великиот Пафнути кој му прорекол дека ќе биде архиереј на островот Кипар, каде бил ненадејно избран за епископ. Во 60-та година постанал епископ во градот Саламини и како епископ управувал со црквата Божја 55 години. На земјата живеел 115 години и се упокоил за вечно да живее во Царството Христово. Пред смртта бил повикан во Цариград од царот Аркадиј и жена му Евдоксија на епископскиот собор, кој требало по желба на царот и царицата да го осуди светиот Јован Златоуст. Пристигнувајќи во Цариград, тој отишол во царскиот двор, каде што царот и царицата долго го задржале, наговарајќи го да се изјасни против Златоуст. Слушнале граѓаните, слушнал и Златоустиот. Божем Епифаний се согласил со царот против Златоуст. Затоа свети Јован Златоуст му напишал писмо. Брате Епифаний, слушнав дека си го советувал царот јас да бидам прогонет. Знај дека и ти повеќе нема да го видиш твојот престол. На тоа Епифаний му напишал. Страдалнику Јоване, одолева им на навредите. Знај дека и ти нема да стигнеш до местото во кое те прогонуваат. И двете овие светителски пророштва набрзо се случиле. Не сакајќи ни зашто да се согласи со царот за прогонството на Златоуст, Епифаний тајно седнал во лагја и тргнал за Кипар. Но на лагјата умрел, а Златоустиот царот го протерал во прогонство во Ерменија. Но овој светител по патот умрел. Светиот Епифаний се упокоил во 403 година. Од многуте дела на светиот Епифаний, најпознато е ковчеже по грчки Панарион, во кое се изложени и побиени 80 ереси. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих.
Voливи спасения нашего ради, воплотитися от святия Богородици и присно Деви Марии, непреложно во человечи вися. Распнися же, Христе Боже, смертью смерть поправи. Един си святия Троиці, спрославляеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Светиот Герман Патриарх Цариградски, син на прв царски сенатор, кого го убил царот Константин Погонат. Истиот овој лош цар го кастрирал сенаторовиот син Герман и сосила го оддалечил во манастир. Како монах Герман засветлил како звезда со својот добродетелен живот. Поради тоа бил избран прво за епископ Кизички, а потоа кога се зацарил Анастасий II и за патриарх Цариградски. Како патриарх го крстил злогласниот Копроним, кој за време на крштението ја извалкал водата со нечистота. И тогаш патриархот прорекол дека тоа дете кога ќе порасне ќе внесе во црквата нечиста ерес. Тоа и се случило. Кога Копроним постанал цар, ја обновил иконоборечката ерест. Лав и Савријанин, таткото на Копроним, го почнал гонењето на иконите. А кога патриархот Герман му се спротивставил, осорниот Лав извикал: "Јас сум цар и свештеник", па го исфрлил Германа од престолот и го отерал во манастир, каде што овој светител поживеал уште 10 години додека Господ не го повикал кон себе во Царството Небесно во 740 година. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рощую, суштую Богородицу, Тја величаем.